Република Македонија е демократска држава во која што суверенитетот извира од граѓаните. Република Македонија е држава во која демократијата ја гарантираат и со себе ја носат сите нејзини граѓани. Нема поголема демократија од тоа граѓаните да одлучуваат за својата иднина. Денес, овој состав на Македонското собрание ќе направи и ќе спроведе највисок степен на демократија. Ќе им дозволи на граѓаните пред време да одлучуваат за политичката иднина на државата, односно ќе го провери легитимитетот, довербата и исправноста на политиките и визиите на партиите учесници во политичката битка. Нема поголема демократија од тоа граѓаните да одлучуваат на непосредни избори. За нас од пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија никогаш немало дилема дали граѓаните носат правилни и вистински одлуки. Некој друг постојано се сомнева во одлуките на народот, ја подценува неговата волја и никогаш грешката не ја бара во себе, туку за виновници, зошто не добиваат мнозинство и победа на избори, секогаш ги избираат граѓаните. Се сеќавате како политичкиот ментор на актуелното раководство на СДСМ велеше: народот е во право дури кога греши. Каква ароганција и непочитување. Ние веруваме дека граѓаните се тие кои секогаш ги носат најмудрите и најисправните одлуки. Пред време, пред завршување на мандат, да се понуди демократијата назад кај граѓаните е цивилизацијска придобивка за секое мнозинство. Ние нема од што да се плашиме. Ние сме подготвени во очи да го погледнеме секој граѓанин и да ја побараме одново неговата доверба, да го убедуваме со бројните аргументи, проекти, дела и реформи кои се зад нас, но и да го увериме дека сме свесни и за собствените грешки и дека ќе работиме сериозно да ги исправаме, но и дека сме на вистинскиот пат и доаѓа времето кога одново заеднички ќе се гордееме и ќе создадеме новите успеси и подвизи за Македонија. Многу се работеше изминатиот период, има доста резултати. Разликата од се претходно е очигледна, но има уште многу да се работи во иднина, посебно сега кога патот е трасиран, кога почна големи инвестиции во сите области, кога почна сериозни отварања на нови работни места, кога доаѓаат конкретните резултати од сите наши напори. Затоа ние сме свесни дека народот знае да препознае што е вистината, а што е обидот на опозицијата да направи граѓаните да се сомневаат дали пред себе го гледаат новиот стадион, училишта, сали, фабрики, болници, патишта, булевари. Опозицијата сака да ги убеди сите дека проектите не постојат, туку дека се е лошо и погрешно, дека народот не знае да препознае. Изборите се токму тест дали народот препознава или не, дали народот поддржува нечија политика или не. Оттаму неа се не стравот кај опозицијата од одржување на избори, зашто ако проектите не постојат, граѓаните нема да ги гледаат и ќе не казнат. Ние не се плашиме од соочување со граѓаните. Напротив, сметаме дека дојде време за тоа да се случи. Сите политички партии беа доста активни изминатиот период, а граѓаните многу добро наблюдуваа се што се случуваше. Сега е времето да се оцени. Ние веруваме во одлуката на народот и ние работиме за да ја заслужиме неговата доверба. Сепак има една друга сериозна причина кој првично, основно ја наведе целата дискусија во насока на распишување на предвремени избори. Почитувани, со наближувањето на претседателските избори во Република Македонија, политичките партии ги насочија своите политики и ставови кон остварување, за жал, пред се на своите партиски приоритети, но би рекла и строго етнички, на сметка на почитување на уставот и волјата на мнозинството граѓани. Во повеќе наврати јасно и гласно, како политичка партија и коалиција, се спротиставивме на желбата и тенденцијата да се омаловажат и да им се намали значењето на претседателските избори. На такви политики се спротиставуваме сега, но сме се спротиставували и во минатото. Ги почитуваме ставовите на сите политички партии, но никако немаме намера да премолчуваме или да поддржуваме политики за кои сметаме дека се спротивни на државните интереси на Република Македонија.
За нас, стабилноста на институциите има висока цена која никако и никогаш не може да биде заменета со ситни меѓупартиски калкулации. Чувствувам должност да соопштам дека позициите и ставовите кои денес ги има нашиот коалиционен партнер, Демократската унија за интеграција, во однос на редовните председателски избори, за нас е неприфатлива. Барањата на ДУИ за консензуален кандидат за председател на Република Македонија, ние во ниту еден момент не ги доживеавме како искрени добронамерни, посебно заради начинот на кој беа пласирани и за нив дознаваме преку медиумите. Напротив, секогаш знаевме дека за таа политика има други позиции. Она што го знаевме, дека ДУИ бара консензуален кандидат за председател на Република Македонија за да не го добие, стана и вистина после неколкуте изјави на видни и значајни членови на оваа партија низ медиумите во последните неколку недели. Прокламираната цел на нашиот коалиционен партнер ДУИ за неуспех на председателските избори за нас од ВМРО ДПМН и коалицијата е неприфатлива. Ние знаеме дека мора да се почитуваат институциите и ќе се бориме за таа политичка вредност. За нас, овие председателски избори треба и мора да бидат успешно спроведени. Креирањето на неискрени стратегии, чија цел не е јасна и е прикриена зад неколку други чекори и постапки, не е стил на работа на нашата партија и коалиција. Ние никогаш не сме влегле во политиката за да се занимаваме со такви постапки и интриги. За нашата улога во оваа работа најважно од се е да се бориме за исполнување на стратешките приоритети на Република Македонија, да се бориме за заштита на државните и националните интереси и да се бориме за уставот кој според сите по изгласување на рамковниот договор ги исполнува интересите и на другите етнички заедници. Со секоја наша политика, со секој изгласан закон и со секоја спроведена мерка да им помагаме на нашите сограѓани, при тоа никогаш не сме ги делеле според нивната политичка, етничка или религиска припадност. Постапката за избор на кандидат за председател на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН е високо демократска, транспарентна и отворена. Одлуката за тоа кој ќе биде кандидат на ВМРО ДПМН за председател ја донесоа 1300 делегати со тајно, демократско и непосредно изјаснување, при што имаа можност да одлучуваат помеѓу четворица кандидати. ВМРО ДПМН е најголема политичка партија во Република Македонија и оттука носи и најголема одговорност да понуди одличен кандидат за председател на државата, но таа одлука ја носи партијата во најдемократска и најтранспарентна постапка. За таа одлука не може да одлучуваат поединци во 4 очи, а уште помалку да не уценуваат или некој да се заканува. Работиме отворено и коректно со сите наши партнери, но очекуваме и такво однесување од нив. Денес стоиме пред една крупна одлука. Денес пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе ја поддржат иницијативата за распуштање на собранието на Република Македонија во која Република Македонија не би можела да избере свој председател, па затоа би била принудена да оди на уставни измени. Затоа немаме никаква политичка, партиска, уште помалку лична дилема како пратеници во овој состав на собранието, дека денес треба да гласаме за распуштање на оваа собрание. Напротив, тоа го правиме со гордост и со верба дека граѓаните на Република Македонија ќе докажат дека сме биле во право и референдумски ќе излезат на овие избори, затоа што суштината на овие избори е сериозна и зависи од секој еден поединец во државата и неговата одговорност кон сопствената татковина. Откако видовме што се случи во толку далечното минато, кога опозицијата манипулираше дека некои прашања не заслужуваат одговор, сега народот ќе покаже дека го знае одговорот и дека ќе одговори директно и недвосмислено. Ќе одговори во заштита на Уставот и интересите на Република Македонија. Почитувани, слушаме овие денови една низа на остри критики кои доаѓаат кон нас од страна на опозицијата. Обвинуваат дека ова било фарса, а знаат дека не е така. Прво,
Одржувањето на избори, гласање на граѓаните никогаш не и не може да биде фарса. Таква навреда може да искажат само политичари кои мислат дека политиката се широките кабинети и тесните кулуари. Политичари кои до ден денес мислат дека тие неколку во врвот на нивната партија одлучуваат во име на сите граѓани. Таква навреда кон граѓаните може да смислат политичари кои за своите грешки ги обвинуваат граѓаните. Демократијата се избори, а изборите не се фарса. Како може само да смислат таква теза дека едни избори на кои народот одлучува може да биде фарса? Тоа покажува сериозен нивни страв од соочување со народот, но и отсутност од реалноста и ароганција.